Од утре во Прилеп, Куманово и Тетово започнува задолжителното носење на маски од страна на граѓаните, кои што сакаат да се движат надвор од својот дом, на отворен простор, по банки, маркети и други институции. За неносењето маски или марами се предвидуваат парични казни, а полицијата да може да ги фотографира граѓаните кои ги прекршуваат овие мерки. Прво ќе имало опомени, а потоа ќе стартуваат и казните. Граѓаните на Прилеп се согласуваат со воведувањето на овие мерки. Да, се разбира дека треба. Мора. Да, мора некој ред да се створи и мора да се казнуваат, мора да има. Не треба да се опростува. Ја мислам дека не треба да биде толку ригорозно, а да се подржува овие прописи во Светскава здравствена организација, да има раздалеченост меѓу луѓе, а толку ригорозно да се казни некој, да не биде толку ригорозно како казнава сега. Не можеш ти да казниш некој сетово трке, кај животот сетово трке, че забореш, ја слегов сега моментално без маска. Маската ми е в кола. Дворете, треба такви мерки да се преземат, затоа што овој народ, како што гледам, не почитува ништо. Прво опомена, а после казна и готово, нема повеќе прочка. Да, би требало да ги почитуваме мерките. И за нас, и за другите околу нас. Треба ли да бидат толку ригорозни, дури има и казни и кривично? Би требало, да. Пошто треба самите да бидеме свесни, станува збор за нашиот живот. Ако тие мислат кои што се одговорни за тоа дека треба, јас мислам дека треба да ги слушаме. Не е во ред. По моје не е. Зашто јас викам дека коронавирус нема. Сето е лага ова. Денеска во Прилеп се одржа и седница на кризниот штаб, кој им препорачува на граѓаните да излегуваат од своите домови само тогаш кога имаат неодложна потреба за тоа и да се определи по едно лице од семејство кое што ќе пазари намирници и лекови. Општина Прилеп и денови веќе предложила со делење на бесплатни маски. Кога ќе ги знаеме, оние лица од секое семејство по едно лице, нели, треба да излегува од својот дом, да купува намирници и лекови во маркетите и во аптеките, за нив, кога ќе знаеме и адресата на нивното живеење, ќе им доставиме во домашни услови, на домашна адреса, да речеме по 7 до 10 маски за наредните 7 до 10 дена, затоа што овие маски се за еднодневна употреба. Инаку денеска во Прилеп имаше редици пред банките од страна на тутунарите кои ги земаа своите субвенции. Најголем дел од граѓаните носеа маски и стоеа на одредена раздалеченост. Поголем дел од тутунарите велат дека и годинава ќе продолжат со садењето на тутунот. Па годинава помалку ќе садаме спрема ланското. Зошто? Па не од задниот ни го зедо, значи од прва класа ни го зедо на втора, а втора на трета класа ни го зедо. И се немам рачун ние да садиме. Па годинава околу 8 декари. А вани беа 22 декара. Субвенции зедоме на тутуно. Нормално, без гужба, со ред, за 5 минути се исплате. Како да сега пред пола сат зедо. Па исто, мораме да работиме исто. Мора. Лани 26 декари има, пак година 26 декари. За новата реколта треба да насадиме околу 18 декари, околу 4000 килограми. Лани исто и годинава исто. Па ќе продолжиме, друго работа немаме. Немаме некој работа, ние со него земјоделец. Тутун, со стокана, со крави, млеко и така. Од утре ќе имало и засилени патрули и присуство на полицијата на улиците во Прилеп за да се контролира почитувањето на новите мерки.